Од Њу Јорк, посредникот на Обединетите нации побара од владите во Скопје и Атина брзо да одговорат на неговиот предлог. Јане Бајаджиевски ја следеше оваа средба. Посредникот Нимиц во седиштето на Обединетите нации, како и вообичаено, дојде прво за кажаното време за почеток на новата рунда преговори. Преговарачите во пријателска атмосфера пред средбата разговараа за неформални теми. Средбата за затворени врати траеше околу 1 час. Посредникот Метју Нимиц рече дека со преговарачите на двете земји разговарал за тоа докаде е процесот и дека им поднел нова рамка на идеи преточени во предлог. Неофицијално предлогот содржи едно име со географска одредница, најверојатно Северна Македонија. Најавите се дека употребата на ова име е во полза на Македонија, како и тоа не е задолжително, што би значило дека други држави би можеле да условуваат земјата онака како што претходно решиле. По оваа рунда разговори и натаму е нејасно како предлогот го третира идентитетот на македонската нација и јазикот. In my view, represent a honorable, dignified and workable. Мислам дека презентирав честен, достоинствен предлог на кој може да се работи за конечно решение. Останува на двете страни да го разгледаат и од аспект на нивниот национален интерес и политика да се изјаснат што е добро за нив, рече Нимиц. На прашање дали неусогласената позиција на македонскиот државен врв на релација шеф на држава премиер негативно се одразила на преговарачкиот процес, Нимиц одговори. In one of the countries that you're referring to, not something that Внатрешните прашања во едно од земјите на што алудирате не влијаат врз мене затоа што тоа е внатрешна работа. Мојата задача е да се бавам со преговорите меѓу две држави, земји во Обединетите нации. Нимиц истакна дека нема временски рок до кога очекува одговор од владите во Скопје и Атина. Тој истакна дека речиси 10 години е клучен во процесот и дека не доликува на неговата функција да излезе со предлог од типот земи или остави. Нема моќ да поставувам ултиматуми, потенцираше Нимиц. Посредникот Метју Нимиц на преговарачите од Македонија и Грција во седиштето на Обединетите нации им го врачи најновиот предлог за разликите околу името. Преговарачите веќе заминаа за Скопје и Атина. По 2 недели ќе продолжат преговорите во зависност од нивниот евентуален одговор на најновиот предлог на Нимиц. Јане Бајаджиевски, Глас на Америка, на македонски, Њу Јорк.